Денес ходиме во Крушево, сакам на лице место да видиме што е тоа точно што се случува на Македониумот. Веќе знаете информацијата дека таму почна да се реновира и да го најдеме одговорот на едно многу важно прашање. Дали кој зошто одбива да го постави македонското знаме на Мечкин камен? Ќе ти ги оставам, ајде, чао. Абе, оди сега. Не, оста. Ама завчера. Бегете од автомат. Ама сите сака да ти степа. Нека ме истепаат, слободно. Ставам до тебе и мене да ме тепа. Никој нема да ме тепа. Еве го. Докато тие беа да снимавте паѓави беа. Приубава земја. Одиме за Крушево. Тоа нешто што ме секире временската прогноза, вика дека ќе врне околу 4 сати и еве некој бран доаѓа, меѓутоа тоа е што е. Одиме. Кај сте бе, екипа? Здраво. Се излегуваме полека од Скопје и пред некој ден ми се јави директорката на музеот на Прилеп и ми кажа дека интервентно ќе почнат со санација на кровот и навистина тоа сакам да го видам бидејќи ретко се случува за жал кај нас кога за нешто ќе реагираме да има реакција, поготово што Македониумот е една многу важна, ако не најважен таков историски објект кај нас со голема символика. Единствено нешто што ме загрижува е времето, бидејќи се мурти уште еден излазот на Скопје. Се надевам дека во Крушево ќе не послужи времето, искрено сакам малце дрона да го летнеме од перспектива да ги видиме работите. Исто така сакам и во пат да видиме што има и како има, бидејќи еве летна туристичка сезона е, да видиме како не се одржувани автопатиштата и регионалните патишта и едноставно да направиме една оценка и тука. Продолжуваме кон Крушево. Тоа што ме радува е дека барем тука на кај аеродромот Петровец, низовот на Скопје, малце почесто луѓе него порано што беше, навистина беше валка на еден период. Сега колку толку и требате и сечена, не знам, некако посредено ми делува. Освен тоа сега што имаше коза од десна страна, меѓутоа генерално друго се пристојно, еве да речеме. Елементарно пристојно, не може да се пожалиме. Чајте се. Нешто се случи. Дојде тука. Бегете од автомат. Ајде. Дојдете. Дојди. Немојте по кола, бе. Не ќе им отидам, пошто се плашат, одат директно на автомат. Ајде, дојдете тука. Кај да влезете? Ајде, мамо, дојдете. Дојдете, ќе фрлам сега преку ограда. Ова со кучињата пробав ги покрај ограда да ги ставив, ама не знам тоа колку е сигурно и колку нема да се вратат повторно на автопат. Тоа е навистина еден голем проблем. Прво што страдат животни, потоа и лошо за безбедноста во сообраќајот. Мислам дека тие заштитни огради покрај автопатиштата треба да се одржуваат редовно, бидејќи вакви гледки се секојдневни. Тие кучиња знаат да копаат, и во странство сум го гледал тоа да успеат да влезат, меѓутоа вакви мали кученца навистина многу лошо. Продолжуваме ние на кај Крушево. Сега почнуваме да возиме по новиот експресен пат на кај Плетвар.
ова е еден од оние инфраструктурни објекти кои што се најнови и кои што се навистина одлично направени. И поготово овој пат е толку убава е околината што навистина е прекрасно да се вози и стално уживам. Токму овој пат стално кога го возам, а често возам тука, ме потсетува не само за тоа колку убава државата, туку и како кога нешто ќе направиме како општество заедно да биде убаво, да биде модерно, целиот впечаток кој што го добуваме за Македонија е сосема поразличен. И околината тука малце посеверно од Росоман, движејќи се на кај Плетвар, навистина и природата преубава. Значи едноставно се чувствувам пријатно и убаво кога возам тука. Видете ги планините и полињата и лозијата и селата околу. Преубава е Македонија. Преубава Македонија за толку малце вистински да ја сакаме и да ја почитуваме. Сега сакам само да ви покажам тоа што е генерално проблем на македонските патишта. Нафтопатот беше почисто малце, меѓутоа видете пред Плетвар. Многу ѓубре. Скоро сите паркинзи се вакви тука, меѓутоа природата е преубава. Некој веќе имал стар кауч и рекол кај да го фрлам, ајде покрај пат ќе го истресам, тамо никој не гледа. Така што ако на некому треба табуретка, двосет, тросет, може да си најде покрај македонските патишта. Јас сега возам натаму, се надам дека денеска работат работниците. За 1 сат од прилика. Но оцени дека Техеран не пристапува сериозно кон преговорите. Не знам дали се гледа, вака на многу места има вреќи црни покрај патов. Тоа значи дека некој тука чистел и го собрал ѓубрето, што е супер. Во однос на хигиената на патот морам малку да се коригирам. Точно имаше делови кај што беа многу балкани, меѓутоа како што се приближував на кај Плетвар и како што се симнам сега надоле на кај Прилепе, далеку почисто, на многу места видов црни вреќи. Мислам дека имам уште некои 30-40 минути до Крушево и искрено да кажам, едва чекам да видам како се работи на Македонијумот. Стигнавме во Крушево, а прво што гледам дека има многу туристи, сега да платиме карта и ќе видиме која е промената од минатиот пат. Здраво. Здраво. Дечко, слободен си ти? Не, сега да си платам. Нема шанси. Не влагам ако не си платам. Ја, влагај. Ајде, те молам. Не, те молам. Не. Те молам. Пак ќе снимаш? Да. Ама сега завчера плати се, не ти земам пари јас. Ќе ти ги оставам, ајде, чао. Абе, оди сега. Не, остай. Ама завчера Почна да прават нешто горе? Да. Почна, така? И гледате кога ви правам, не правам лошо, Не, толку малце места има кај што може да се платиме за нашето, нема шанси без пари. Фала ти. Ајде ќе се видиме. Ти знаеш ќе снимаш. Кафе сакаш да ти свариме? Како? Кафе сакаш да ти свариме? Не, фала. Не, за убаво сум. Добро, ајде идеме сега нагоре. Првен што гледаме дека трвичката е средена, искосена е, сега ќе ви ја покажам, и е прилично чисто. Може редовно одржување, тоа не значи дека поради моето видео специјално е ова вака направено, меѓутоа сакам да констатирам дека има промена. Тие што го средиле просторот ја знаат точната причина, вистинската причина треба да биде дека ова едноставно така треба да биде за секогаш. Се работи, сега ќе ви покажам. Посредено е. Набрзо ќе ви го покажам тоа што го гледам, а тоа дека има некакви кранови пред Македонијумот.
Значи дека и дефинитивно тука се работи. Мала победа не за мене, туку за сите нас. Пред се за државата. Александар, мило ми е. Мило ми на мене, драги. Дека си најпопуларен. Мора да Најпопуларен се стварно. Па, Ама сите сака да ти степат. нека ме изтепа, Ја слободно. се ставим до тебе и мене да ме тепа. Никој нема да не тепа. Кој ќе ме слика? Да. Кој ќе ме слика? И мојот син се вика Александар, ама далеко ми е, не могу да се сликам со те. Ама Да. гледам, познато Браво. ми е момчево. Вик- Ние сме паланчанки. Мило ми е. Одружението на Црвен крст. Океј, мило ми е. Да, за активно старење на стари лица. Мајка ми е ваша возраст. Ама не старееме, да. Да, да не Сите се давате. пензионери. Да не Верче, тури ме една слика со Александар. тури ми. Ајде, бубче. Нема бегање. Ај, Насмејнете се. На здравје. фала ви многу. Како со мајка ти да се сликаш. Благодар. Убав ден да си имате. Еве го. Крановите се поставени, профилите се местат. Предпоставам дека набрзо нема повеќе да има влага ниту на гробот на Никола Карев, ниту внатре во Македонија. Одлично. Вака изглед. Вака изгледат поставени се, некој титки ми мафта до тама, не е битно. Еве го. Ова е тоа што сакаме да го гледаме во Македонија. Вака изгледат профилите, сега овој уште на земја. Меѓутоа, со овие кранови потоа ги качуваат горе и ги монтираат, како што може да видите, на местата, отворите практично, транспарентните делови, од каде што протекуваше вода. Тоа секако не е се, од кога ќе заврши поправката на прозорите да не протекува, ќе треба да се среди внатри подот и ќе треба да се поправат и оштетувањата на фасадата на надворешниот дел на Македониумот. Претпоставам дека и тоа набрзо ќе се случува. Еве и во колината е шишена тревата. А минатите денови беше се тој што требаше се искоси цел комплекс на Македониум. Се средија осветување, се среди сите рефлектори се наместени што го осветуваат Македониум. Значи сега навечер ќе се свети, така? Да, навечер ќе се свети. Нон-стоп. И овие по патеката сите сијалици се сменети. Браво. Друго еве се поставуваат сега привремено витражите. И за да не прокапува внатре во споменикот. Супер, ова е прва фаза, кога би завршила отприлика? Ова ќе заврши до празникот, до 1-2 Ќе биде ќе завршено. биде завршено, да. Значи чиме тргнат возов сега да не застанува, тоа е важно. Точно, да. Добро, прашање едно, зашто нема државно знаме тука во овој дел, да речеме, на музеот? Државно има натре Кај Никола Карев. Да, Никола и тие се нови порачани, пошто тие беа Прљави. кога снимавте и прљави беа. Сега се нови порачани, стасани се јарболите, уште знамињата треба да пристигнат. Одлично, ви благодарам многу. Тоа за 2-3 дена ќе стигнат и тие. Супер, ако имате можности надвор тука да поставите, но било одлично, Да, меѓутоа има таму јарбово има на платото. Да, Се одлично. постави. Ако се соберат и уште овие исушени цвеќиња кои што се ронат, ќе биде просто феноменално. Можеме ние полека. Еве, гледате што прави. А како се вика самата влага, буквално се рони дидат. Видете, се врнеше вчера и видете од ноќта. Доцениме добри 10 години ова да го направиме. Меѓутоа, добро е што се почна конечно. Подобро задоцнето отколку никогаш. Многу ми е мило што ми интерес, има дел странски туристи што сте тука, што го гледат фасцинантниот музеј, има се пензионери во свое дружение исто така дошле тука да го поминат своето попладне, што е преубаво. Се гледаме. Да, фала многу за информациите. Се гледаме. Договорен. Добар ден, како сте, добри? Да. Фала многу за информациите, се гледаме. Чуе се, поздрав. Тие за мачкување. Па сега ќе видиме ако е за мачкување, не може да го скријат. После 10 години. Така. Пријатно, убав ден. Чао. Пријатно. Ќе ви има нормално. Пензионерите се навистина весели што се тука и многу се позитивни, открива паланка се и се навистина срцења сите.
Многу сакам кога ќе видам вака позитивни и ведри луѓе. Еве од оваа перспектива да видите дека е стварно поуредно тука сега се. Има уште многу работи што треба да се направат. Сега ако сакаме да најдеме мани милион ќе најдам. Меѓутоа многу е важно дека промената е започната и дека како што критикуваме, така ќе треба да пофалиме, бидејќи веруете, ова не е пиар за директоров, тука секој еден директор утре е друг, една градоначалник, друг градоначалник, тоа се менува, меѓутоа интересот за елементарно пристојна Македонија е вечен. Така што ќе дојдеме тука и по Илинден, ќе дојдеме и следната година, ќе ги пратиме како одат и секако ако забушаваат, ќе ги искритикуваме, а сега мислам дека треба да се пофали ова што се случува тука. Забележав тоалет, тоа е кај нас во државата, практично во сите места, поготово во државни институции, хигиената во тоалетите е навистина многу лоша. Еве го тоалетот, што е претпоставувам во склоп со комплексот, не знам чија е одговорност е, тука се одземам, се изземам, тоест од критика ако не е лоша, чисто да констатираме состојба. Еве. Фала ви многу. Машко, женско, тука десна. Добре. Има течен сапун, има хартија за раце, чисто е доле, писарите работат. Старо веце, меѓутоа тоа е помалку битно, важно е дека е средено и чисто. Океј, тука немаме работа, задоволни сме. Добар ден, добри? Добар е да снимиме нешто. Од телевизија? Да. Добри сте? На петка? Да. Зато што е го познат, да го вака не. Влез 50 динари, тоалет 20 динари, значи за нешто над евро. Воопште не е скапо, реално, а има што да се види. Ве молам кој ќе доаѓате во Македонија, во другите македонски музеи, не се ценкајте, платете си го билетот, мале, поддржете ги нашите установи, тоа е најмалку што може да направиме. Тука ни е, барем за денеска, завршена работата. Сега одиме на уште едно место. Мечкин камен. Ако планирате никогаш да доаѓате на Мечкин камен, да знаете дека патот е реновиран и е супер. Последниот пат кога бев тука не беше воопшто вака патов. Сега е одличен. Не само што е убав патот, туку е чисто. Гледате вака од страните имате клупи со канти. Ова е доснано, морам да го покажам. Погледне го ова. Неверојатно убаво. Преубаво. Нема ништо поубаво од кога ќе си се воодушевиш од сопствената држава. Секој 2 август државна делегација доаѓа тука, нели се собираат и граѓаните и се одбележува еден од нашите најголеми, ако не и најголем празник, Илинден. Сега ќе ви покажам како изгледа ова место неколку недели пред или неколку дена пред Илинден оваа година. Додека се движа малце историја, ако не се лажам, во 1983 година е направен овој споменик и практично ги символизира последните денови на отпорот на востаниците против Османската империја. Тоа што не ни се допаѓа, а што и вие го искритикувавте и неколку мейлови добив и фотографија до ова место, заради тоа и дојдов бидејќи не знам дека е така, е следнава слика која што мислам дека мора да се поправи. Трите јарбола тука се празни. Македонско знаме нема и покрај тоа што ова место е едно од најзначајните места за македонската историја.
Искрено верувам и мислам дека ако сме горди на линденците, ако ова место е важно за македонската историја, тука треба да има македонски знамења, да не седат вака празни јарболи, како во некоја недефинирана територија. Прашав дел од надлежните тука во Крушево пред малку која е причината зошто нема тука државно знаме. Одговорот што го добив беше дека секогаш кој е празник Зеленден тој ќе се постави тука, кој ќе заврши свеченоста, се трга. Зошто се тргнува? Тука често било ветровито место и ветерот го кинел знамето и така што ќе требало цело време да се менува. Ве молам цело време да го менувате. Мислам дека не сме толку сиромашни, еднаш на 3 месеци да не можеме државно знаме да ставиме на местото кое што е многу важно за сите нас. Ве молам и апелирам тоа да се направи од името на граѓаните секако. А местото навистина е прекрасно, се гледа дека некој го одржава, не е целосно уништено или запоставено. Меѓутоа, уште ако му ставиме државен символ тука, што ќе ја символизира Македонија, ќе биде едноставно преубаво.